Ние сме назад во студиото и како што веќе најавив, последната тема ќе ни биде поврзана со нашето здравје. Тоа секогаш значи дека вие сте добредојдени да ги поставувате вашите прашања, нормално да бидат поврзани со истата. Колку и каква улога има внесот на витамини и тоа по пат на суплементи, односно во вид на додатоци на нашата исхрана? Дали доколку мислиме дека немаме доволно добра или разновидна исхрана, а тоа можеме да го компензираме или надоместиме на еден ваков начин, е вистина или е лага? Дали грешиме понекогаш ако ги внесуваме на овој начин витамините, а не сме докри информирани за нашата здравствена слика или здравствена состојба? Има голем број на прашања поврзани со оваа тема, а се надевам дека и голем дел од нив ќе успееме да ги одговориме во рамки на нашиот последен разговор. Сето тоа ќе го направиме со мојот драг гостин, со нас во студиото доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз човековото здравје. Доктор Александар, добар ден, добре дојдовте одново во Македонија денес. Добар ден, ви благодарам за поканата. Секогаш, јас би рекла, интересни теми имаме да говориме со вас, поврзани со оваа област, а ги интересираат нашите гледачи заради тоа што честопати постојат и митови, и заблуди, а и непознавања во врска со овие теми, начинот на кој што се храниме. Па еве денеска малку повеќе за витамините, нивната улога во нашата исхрана и нели посебен акцент што се случува тогаш кога ги внесуваме како додатоци на истата. Може ли да се каже дека треба, не треба, важно или не е важно, по ваков пат да внесуваме витамини во нашиот организам? Вие добро ја отворивте темата, бидејќи навистина постои дилема, постои нејаснотија до крај, и тука главно размислувањата одат во два правци. Од една до друга крајност и би ги објасниле со цел полесно да биде самата емисија, да биде појасна тезата. Од едниот крај имате став дека луѓе велат јадете разновидна храна и тоа е тоа. Во смисол, ако е доволно разновидна храната, дека на тој начин ние ги покриваме сите потреби, дали се за витамини, дали се за минерали, за се останато, и нема потреба од суплементи. Тоа е едниот став. Од друга страна пак има став кој што оди во друга крајност, кој што вели дека јас можам да јадам било каква храна, да не внимавам толку многу, макар и да не биде здрава храна, да речеме, но ако земам суплементи, витамини, минерали и се понатаму што треба, да речеме, дека на тој начин стасувам до здрава храна. И тоа е тоа. И двата става се далеку од вистината, бидејќи одат во крајности, се разбира, и би ги објасниле зошто и едниот и другиот, да речеме, грешат. Првиот став, например, доколку зборуваме за тоа, ако целосно се храниме, да речеме, со разновидна храна, дали е можно сепак да има одредени недостатоци? И одговорот е да. Сепак е можно да постојат недостатоци и има неколку причини. Првата причина е, например, постојат, ако земете да го разгледувате начинот на кој што денеска се произведува храната. И интересна студија читав пред некој ден, баш на тема магнезиум. Колку магнезиумот е присутен сега во исхраната наспроти колку бил порано. И истражувањето не носи дотаму за да сватиме дека магнезиумот многу повеќе бил застапен во растителните производи, бидејќи во почвата го имало повеќе, но интензивниот начин на производство на земјоделски производи, значи секоја година на исто место се додава фосфор, се додава можеби други работи кои што треба да го хранат тоа растение, но магнезиумот конкретно не се додава и од година во година растенијата таа почва на која што растат ја исцрпуваат, ја осиромашуваат. И некои научни студии нашле како всушност количината, мерено се разбира, дека како проаѓаат годините, така нивото на магнезиум де факто се намалува во храната која што ние ја јадеме. И може сега да имаме еден плод, кој што сме го, ако го јадеме пред 50 години или пред 100 и денес, тоа е навидум истиот плод, меѓутоа содржината на магнезиум конкретно, за таа студија зборуваме, во него паѓа. И од тука се отвара прашањето дека можеби ние и на вистина јадеме разновидна храна, но тоа не исклучува можност дека сепак можеме да дојдеме до дефициенција. Тоа е едната причина. Трошењето, да речеме, на минералите во содржината од самата почва почнувајќи. Но од друга страна пак постојат витамини, ако го земеме витаминот Д, можеме и подетално подоцна да зборуваме,
не станува збор за внес, едноставно не може да биде внесен, треба да биде произведен во телото, на природни начини е многу тешко да се внесе и тогаш треба навистина суплементација, значи треба додавање. Слично важи за витаминот B12 и за него можеме да зборуваме. Значи, да речеме, ја разбивме првата теза дека не важи ако човек се храни ако мисли дека се храни комплетно здраво со разновидна храна, дека сепак не може да му се случи да дојде во дефициенција медицински кажано или недостаток, да го преведеме терминот, недостаток на одреден витамин или минерал. Другата крајност вели дека можеме да јадеме било каква храна, но да додаваме минерали и витамини или било што друго. И така да мислиме дека се надокнадуваме, дека покриваме, но храната е целосен пакет. Значи тоа важи дека не можеме само на сегменти да ги поделиме било кои елементи, дали станува збор за минералите, дали станува збор за витамините, има нешто во таа комбинација како што природата ни го дава, кое што се уште нам не ни е откриено докрај, бидејќи видите, ние секоја година откриваме нови така наречени фитонутриенти. Значи супстанции за кои што до ден денес ние ги немаме излистано сите на број. А камоли да знаеме кој ефект го имаат врз човековото здравје. До ден денес ние откриваме нови такви супстанции во храната која што ја јадеме на дневна основа, особено во растенијата. И од тука се поставува прашањето дека може би таа комбинација не преку апчиња, така да речеме, туку таа комбинација во здравиот плод всушност е тоа кое што ни дава подобар пристап и до витамините и до минералите. И секогаш кога ќе се споменат суплементите или додатоци во исхрана, го слушаме тој коментар и од стручните лица, а тука се секогаш и повозрасните да сугерираат. Најдобро е тогаш кога се храниш природно, по природен пат, а не нешто што вештачки е создадено. Затоа дали може малку повеќе да позборуваме која е разликата кога одреден витамин го внесуваме, еве да кажеме во доволна количина и мера по природен пат, односно преку плодовите и производите, а која е разликата кога ќе го внесеме ете во форма на апче, просто кажано, или како суплемент, додаток во исхраната. Постои ли начин во тоа како организмот го прима, количините кои што треба да се внесат, може ли да се каже кој е подобро или не, и дали воопшто постои подобар начин? Навидум, интуитивно, почнувајќи да го разгледуваме оваа прашање, ако од хемиска гледна точка погледнеме, можеме да кажеме, видете, имате едно хемиско соединение, за кој и да зборуваме, и дали ќе го внесете преку храна или преку апче, преку суплемент, преку било што, на било кој начин, тоа е хемиското соединение и ќе го има тој ефект во нашето тело. Меѓутоа, тоа е само навидум. Кога продолжиле научните истражувања на оваа тема, се испоставило дека не е сосема така, дека докрај не е така. Да го елаборираме, да го разгледаме ова малку подобро, прво и основно, доколку било кој витамин, минерал, за што и да зборуваме, го внесеме во нашето тело, тоа не значи дека ќе се абсорбира, односно дека ќе влезе во крвта, дека ќе биде искористено. Самото тоа пакување, да речеме, начин на кој што е спакувано нешто, например, ако го земеме железото, еве конкретно да се фатиме за железото сега, не значи дека ако ние го внесеме, дека ќе влезе во нашето тело целосно, дека ќе се абсорбира. Голем дел всушност само ќе помине низ нашиот дигестивен систем и ќе биде исфрлено. Потребно е присуството на витамин С и во таа комбинација заедничка на присуство на витамин С и на железо ќе дојде до абсорбција, велиме медицински. Каде го направила природата тоа? Го направила, да речеме, например, кај киви. Ја дала таа комбинација и на витамин С и на железо, и во таа комбинација железото ќе влезе во нашето тело. Еден пример, ќе дадам друг пример. Например, сега ако земеме да ги гледаме семките од тиква, и во нив има железо многу, меѓутоа таму витаминот С не е толку нагласен. Сега тука ние, ако сакаме да ги искористиме нив, свесно ќе ја направиме таа комбинација на семки од тиква, но веднаш потоа, од кога ќе ги изедеме нив, ќе внесеме во нашето тело и еден портокал или мандарина или сок од лимон, со цел да ја направиме природно комбинацијата и железото да биде внесено. Но од друга страна се поставува и прашањето не само дали ќе биде нешто абсорбирано, значи не само дали ќе биде внесено, туку дали не може и да се направи штета. И одговорот е дека може да се направи и штета. Например, железото, да речеме кај трудници,
е потребно да се внесува, јас преферирам и предлагам на моите пациенти секогаш на природен начин тоа да се направи. Бидејќи земањето железо како суплемент не е наивна работа. Значи тука треба да се знае добро дозирањето, треба да се знае кое е нивото и не може тоа да се пие, како да ви кажам, како што пиеме на пример витамин С. Значи не е еднаква тежината на сите суплементи. Значи едно е да пиете апчиња витамин С, а друго е да земете додатоци за железо. Тоа е еден случај. Втор случај, која веќе ги спомнавме трудниците, например, внесот на фолатите. Потребно е да ги има, или фолната киселина. Но, може би, најдобар извор се токму зелените зеленчуци, зелениот лиснат зеленчук и мешунките, наспроти да се зема во форма на таблети. Се разбира, тука има и конкретни препораки, но некои научни студии покажале дека туку така земањето на овие на фолатите конкретно знае да направи посериозни проблеми. Цитрулинот, например, да го земеме како една субстанција која што подобрува периферна циркулација или еректилна дисфункција кај мажи. Таа го дава својот ефект најдобро доколку биде земена во природната форма. Сега не е сезоната, но лубеницата и до некаде краставицата е најдобриот природен извор на цитрулин. Сакам да кажам дека не е исто. Значи не е исто. Значи не само што земањето на некои витамини и минерали може да биде попусто, значи џабе да ги земаме ако едноставно ќе поминат низ нашето тело, но не е исклучена и опцијата тие да му направат штета на нашиот организам. И затоа треба да се биде многу внимателен. Да, добро, вие споменавте дека постојат и таквите, да се изразиме, полесни додатоци, како еве споменавте витамин С, да речеме, кој што знаеме и самите треба да си признаеме често пати на своја рака да си ги зимаме, но еве да претпоставаме дека не би имало некои посериозни последици. Сепак, еве вие тоа да ни го објасните стручно. Можеби да речеме некој од нас се чувствува лошо. Често пати кога сме настинати знаеме, да, мене ми е потребен поголем внес на витамин С. Но што се случува ако ние навистина постојано тоа го правиме или се навикнеме дека тоа е наше секојдневие, дека без разлика дали имаме конкретна потреба или не, ние си ги внесуваме тие додатоци во исхраната, што тоа би значило за нашиот организам. Дали понекогаш се сосема непотребни или вишак за нашиот организам. Кога конкретно станува збор за витамини од овој калибар, за витамини кои што се растворливи во вода, како што ги нарекуваме, тие најчесто нашето тело многу едноставно ќе се отараси, да речеме, од нив, ќе се ослободи од нив со тоа што ќе ги ослободи преку урината. Значи има начини на кои што нашето тело може да се ослободи од вишокот. Меѓутоа тука си го поставуваме прашањето зошто нашите бубрези или нашето тело да ги ставаме во позиција секој ден да чистат нешто кое што вообичаено не би требало да го има. Дали некој тоа го испитал? Се уште не. Имаме многу недоиспитани работи во медицината, но не би му препорачал никому тие експерименти да ги прави врз себе си. Значи, никој нека не пробува врз себе си што ќе се случи ако зима големи дози од било кој витамин на дол крок. Впрочем, ако веќе зборуваме за мултивитамините, ако го отвараме тоа прашање за мултивитамините, има студии кои што се ослободени во последен период, да речеме од 2011 година навака, 11-та, 12-та, 13-та. Зборувам за научни студии кои што се ослободувани пред се, кои што се публикувани во Соединетите Американски држави и тоа пред се на Харвард. И во 2011 година тие за прв пат во една таква голема студија, студија наречена женско здравје, доаѓаат до заклучок дека земањето мултивитамини може да биде поврзано со зголемена смртност. Тоа потоа се расчистило дека докрај не е така, но да ја објасниме студијата. Што тие всушност испитувале? Испитувале дали ако некои жени земаат мултивитамини, може би имаат зголемена веројатност за смрт или морталитет. Дали морталитетот кај нив е повисок? Се испоставило дека да, меѓутоа причината е дека едноставно поболни луѓе први биле склони, да речеме, да пијат мултивитамини, па затоа и се појавила поголема смртност кај таа група кои што активно земале, бидејќи веќе имале некакви здравствени проблеми. Но продолжиле тие испитувања за да се види што е тоа, кој е тоа ефект. Знаете, во Соединетите Американски држави, па и не само таму, во цел свет, тоа е индустрија која што брои милијарди. Значи тоа е една огромна индустрија и луѓето имаат очигледно склоност да земаат
витамини и минерали на таков начин. На начин станува тренд тоа до некаде. Станува и тренд. Наметнато е, го има постојано во јавноста, не можат луѓето да се изолирани од тоа. Присутно е на сите медиуми, да речеме, на Facebook, кога разговараме со луѓе. И човек може да си го постави прашањето сега да не испуштам јас ако не знам ова или она. Знаете, тие трендови во начинот на исхрана доаѓаат на бранови. Па одеднаш ќе стане популарно прво во неколку земји во светот, па потоа и во останатиот дел од светот. Сега е, беше на времето крвни групи, па се испостави дека исхрана по крвни групи е апсолутна измислица, дека нема никаква врска со науката. Па потоа еден период глутенот беше тренд, па стана изворедно јасно дека до 1% од популацијата, до 1% има проблем со глутенот, а останатите 99% немаат никаков проблем со глутен. Па се појавуваат тези за алкалност, ацидност, за киселост. Иако нашата крв секогаш има изворедно прецизен начин на одржување на pH вредноста, значи нашето тело не игра мајтап со pH вредноста, но сакам да кажам дека иако некои од овие работи немаат корен во науката, многу пати знаат толку да се прошират што човек да се најде во ситуација да се збуни. И затоа е добро на ваков начин, преку стручни лица да ги отвараме овие теми и да ги расчистуваме. Но да ги довршам студиите за мултивитамините, во 2012 и во 2013 се публикувани, се објавени нови дополнителни големи студии и тогаш веќе било изворедно јасно дека мултивитамините, конкретно кога било истражувано во тој случај, дека немаат ефект. Односно дека ако ги гледаме од аспект на смртноста, значи дали ќе подобрат исход кај луѓе кои што веќе се болни од било што, мултивитамините сами по себе, според овие научни студии за кои што зборувам, се испоставило дека немаат никаков ефект, односно дека не делуваат. Ете, јас навистина се надевам дека сите совети кои што ги слушаат нашите гледачи преку овој разговор, нормално подкрепени научно, ќе им бидат добре дојдени за да не прават грешки или да не применуваат нешто непотребно, а можеби ете како што рековме станува наша навика, сакале ние или не. Тоа е дел од светските трендови, така што честопати сме во недоумица како треба да постапиме. Добро, можеме ли наспроти ова да зборуваме за витамини кои што генерално би биле добре дојдени за секого и кои што е позитивно постојано да ги внесуваме. Ете, ако не можеме сето тоа да го правиме по природен пат, тогаш во една ваква форма како додатоци во исхраната. Да. Тука дефинитивно приматот или главното место на пиедестал стои витаминот Д. Значи, витаминот Д е изворедно важен витамин. Сега веќе му го менуваат името во хормон Д, дека тој всушност има на еден начин хормонска дејност во нашето тело, и дека е многу поважен отколку претходно сме мислеле. Сега би дал краток увод за витаминот Д, па потоа можеме и да ги елаборираме сите аспекти. Ќе може ли само пред да одиме поконкретно со витамин Д, да дадеме предност на нашиот прв гледач? Има такви кои што го следат нашиот разговор и ќе сакаат да постават прашање. Добар ден. Добар ден и убав среќен ден, Јано, тебе и на вашиот гостин. Ви благодарам, поздрав и до вас. Едно прашање вака. Порано немало ни витамини Б, ни витамини С, па повеќе живееле луѓето и повеќе имале елан за живот. Сега не витамини С, не витамини Б, не С и умираат луѓето. Одошто тоа нека ми кажат да ми одговори вашиот гостин, унапред ви му благодарам, толку пријатно. Добро, ви благодарим и ние, уште еднаш поздрав до вас, благодарам што не следите. Само сега да го пренесеме она што го постави нашата гледачка како прашање, бидејќи докторот не е во можност да го слушне сето тоа. Јас мислам до некаде го прокоментиравме ова, но гледачката сака да слушне зошто порано луѓето не ги користеле овие суплементи, не биле тренд, не биле дел од нивната исхрана, а сепак живееле многу подолго и бројката на болести, посебно оние хроничните и што се нели најголеми загрозувачи на нашиот живот и здравје, ги имало во многу помала мера од денеска. Разликите се драстични и во начинот на живот и исхрана и во резултатот. Така е. Отвараме многу убава тема. Значи тоа е многу убаво прашање кое што е поставено од нашиот гледач и навистина не тера да помислиме која била разликата. Во медицината, нели, и уште Аристотел има кажано, секоја анализа, ако не е детална, не е добра. Значи, кога правиме анализи или споредби, мора да влеземе малку подлабоко за да направиме добра споредба и добра анализа.
анализата, ако тргнеме сега 100 години или 200 години порано, наспроти сегашниот начин на живот, вие од прво нешто кое што од старт ќе кажеме е тоа дека например степенот на физичка активност, еве од тука да почнеме, бил драстично различен. Колку е важен степенот на физичка активност врз нашето здравје, нека ни објасни последниот податок дека многу научници во моментот светски недвижењето или седењето го поедначуваат со лошите ефекти на пушењето врз нашето здравје. Значи, дали пушите цигари или сте физички неактивен, ставаат равенка еднаквост помеѓу. Значи, толку се големи штетите врз нашето здравје, доколку не сме физички активни. И сега, ако си го поставиме прашањето колку мина од нас, зависно од кој период, на колкава возраст се, ако се помлади луѓе, колку пати од дома до кола, од кола со кола до работа, па евентуално или со скали до горе или со лифт, движење малку низ канцеларија, враќање назад по истиот пат и во остатокот од денот дома. Ова се мери веќе и со бројка на чекори, не со бројка на километри. И со бројка на чекори, значи затоа паметните телефони имаат веќе колку чекори само сме изоделе во текот на денот. Или повозрастни луѓе, пензионери, да речеме, во домашни услови, ќе ми кажат многу пати пациенти дека се активни дома, дека се движат низ дома. Фала му на Бога, тоа е многу добро да се движат дома. Меѓутоа тоа не е тоа што му треба на нашето тело. На нашето тело му требаат неколку километри на ден. Значи минимум 30 минути пешачење на ден. И сега да ја направиме таа споредба. Колку нашите предци до кај да сакале да отидат пеш се одело било каде, наспроти нашето движење сега до секаде, до било каде, на моторизиран или на било кој друг начин. Тоа е првата голема споредба. Значи тоа е првата голема споредба. Второ, споредбата, ајде да тргнеме со храната сега. Анализирајте го лебот кој што го јаделе тие и лебот кој што го јадеме ние. Значи, колкави се разликите, особено ако зборуваме за целозрнест леб, за кој што тие го користеле, или ние сега ако зборуваме за белите лебови. Или за количината, например, на месо кое што е имало тогаш, наспроти количината на месо кое што има сега. Значи, месото било храна која што се јадела извонредно ретко. Ретко во смисол на празници, евентуално на недела, но и тогаш кога било фамилиите поголеми, замислете за секого колкаво парче имало. Зборуваме реалистично, значи колку било можно да се внесе. А сега ние во можност сме и до ручекот да има сувомеснати производи, и ручекот да има месо, па и вечерата да има месо. И мислиме дека пилешко или вака дека е некое по-посно месо. Но може да се, што не е точно, но може да се случи на дневна основа и 3 пати на денот да внесуваме месо. Како се нарекуваат современите болести? Болестите, хроничните болести, има еден многу убав термин во јавното здравје. Се нарекуваат болести на изобилие. Тоа се болести на изобилие. Значи, ние толку многу внесуваме храна во текот на денот, толку често се храниме, а толку малку се движиме, и сега згора на тоа ако додадеме каква била водата која што ја пиеле тогаш, која што ја пиеме сега, каков бил воздухот тогаш, воздухот сега, колку тогаш биле изложени на хемиски субстанции со кои што ние сме толку навикнати дома ги имаме во тоалет, во WC, чистиме, работиме со нив, изложени сме постојано, наспроти тоа тие колку били изложени. Ќе добиеме слика за два комплетно различни света. Значи дека не е можно да се направи, не е можно да го поставиме прашањето, они не внесувале суплементи, ние внесуваме суплементи. Значи веќе станува премногу, гледаме дека разликата е толку голема што не можеме да ги сведеме на анализа. И од друга страна, го спомнавме моментот на како почвата била побогата со самите минерали, витамини кои што биле присутни, кои што растението или си ги создава или ги извлече од земјата, да, наспроти како се произведуваат сега. И гледаме дека разликите се толку големи, толку многу, што за жал не можеме да споредуваме. Како било, сега треба да се фокусираме на тоа што ни треба денес. Како треба денеска да функционираме се со цел да го зачуваме нашето здравје. Јас верувам дека е задоволна гледачката од овој убав и исцрпен одговор, а пред да ја вклучиме, ние всушност застанавме кај витаминот Д, неговите карактеристики и значењето кое што го има за нашиот организам и за нашето здравје. Порано кога ќе се кажеше витамин Д, се мислеше на коски и на здравје на коски. И тоа е тоа. Меѓутоа, многу е јасна науката која што вели дека витаминот Д далеку ги надминува овие прашања на калциум и на коски.
Да, важен е за нив, меѓутоа се испоставува, например, дека функционирањето на имунитетот, на целиот имун систем, во голема мера се ослонува токму на витаминот Д и на добрите нивоа на витамин Д во крвта. Има јасни медицински студии, кои што многу прецизно поврзуваат зголемена веројатност од појава на одредени видови рак, дали конкретно зборуваме за рак на дојка и за рак на дебело црево, поврзани со ниски нивоа на витамин Д во нашето тело. Ние се уште не го знаеме докрај механизмот на поврзаност биолошки да објасниме зошто ниските нивоа на витамин Д ја зголемуваат веројатноста од одредени видови на рак, но епидемиолошки знаеме дека е така. Макар и никош да не откриеме причината зошто се поврзани, ние знаеме дека се поврзани. Да. Тоа е второто прашање. Значи гледаме дека не само коски, не само здравјето на коските, туку и имуниот систем, па дури и тука веќе влегуваат малигните болести, автоимуните болести. Многу научни студии мултипла склероза сега како болести ја поврзуваат силно со нивоата на витамин Д. Сваќаме дека тука има низа прашања кои што се уште се неодговорени и дека витаминот Д се испоставува дека е многу поважен од колку што иницијално очекувавме. Главниот извор го знаеме, сонцето. Нели, да биде изложена нашата кожа на сонце барем 15 на минути на ден, но и тогаш треба да бидеме извонредно внимателни во кој период од денот и да не изгориме, нели да немаме други несакани последици. Да, ниту да ја оштетиме кожата, ниту пак да го зголемиме драстично ризикот од меланом, значи од рак на кожа. Затоа треба да биде и тука да бидеме многу внимателни, но постои период некаде да речеме од крајот на есента па до почетокот на пролетта, кога помал број на сончеви. Да, сонцето едноставно го нема, но дури и да го има, се што е под Каиро, да речеме таа линија во Египет, се што е посеверно од линијата која што проаѓа во Египет некаде, значи над Медитеранот, а и ние спаѓаме во таа зона, колку и да се сончете во текот на денот во декември и во јануари, сонцето едноставно паѓа под таков агол што не може да ја активира преобразбата и создавањето на витамин Д во нашата кожа. Затоа треба да не биде кристално јасно дека колку и да бидеме изложени, дури и ако сме изложени во зимскиот период на сонце, витамин Д не се создава. Кој е начинот тоа да го знаеме со сигурност? Нели, се создаваат резерви, се чуваат резерви од витаминот Д во нашето тело, меѓутоа тие резерви се трошат. И најдоброто прашање кое што им го поставувам јас на моите пациенти и општо земено вака кога разговараме, доколку постои сомнеш, треба да се измери. Ние во медицината не зборуваме напамет. Значи, треба да имаме пред себе резултати, точни податоци, затоа правиме нели хемиски анализи, лаборатории, мерења различни, снимања различни, бидејќи за да дојдете вие најнапред и до самата диагноза, до самата состојба, вам ви треба помош на таков начин за да утврдите за што станува збор. Кога зборуваме за витаминот Д, многу едноставна работата, се зема крв и се прави таа анализа да се види докаде е нивоата на витамин Д. Јас би рекол од искуство дека голем дел, огромен дел од популацијата наша, кај нас, па и во светот, но особено кај нас, особено во периодот сега, кон крајот на зимата и почетокот на пролетта, кога резервите веќе се трошат, нивото на витамин Д е значително ниско. Речиси по правило, луѓе кои што проверуваат спаѓаат во зоната на дефициенција, односно на недостаток на витамин Д. Вам тоа нема веднаш да ви се покаже, нема да приметите, само ако мерите ќе знаете, меѓутоа може одеднаш да почнете многу почесто да се разболувате. Значи, најдена е јасна поврзаност помеѓу бројот на респираторни инфекции, дали е тоа нели грип, зборуваме настинки, во една сезона е поврзан со нивото на витамин Д кај тие луѓе во тој период. И колку е повисоко нивото на витамин Д, тоа е многу битно за кај дечињата ако зборуваме или за хронично болните, дали се со астма или со цистична фиброза. Таму е многу важно да не налетуваме често на овие горно респираторни инфекции. И многу е лесно да го држиме нивото на витамин Д на едно убаво ниво, бидејќи суплементот е лесен за земање и извонредно ефтин. Значи, не представува терет ниту финансиски, ниту на било кој друг начин за човек да ги задржи високо тие нивоа. Многу научни студии тука се правени, во Канада најмногу, бидејќи тие се доста северно, нели има многу снег, има многу облаци,
И тие имаат посветено многу големо внимание на тоа. Научни студии укажуваат дека државата ќе штеди милиарди во смисол на ненаправени трошоци здравствени, доколку се земаат малку повеќе витамин Д суплементи кај населението. А ако некој има грижа од, например, да не се претера, од искуство ќе ви кажам, а и науката го потврдува тоа, дека е изворедно тешко да се претера со витаминот Д. Толку често, во овој период на годината особено, дека толку ниски се нивоата, што навистина треба многу да се помачите за да претерате со витамин Д. Значи не треба да стравуваме од такви дели можни несакани ефекти, но вие и во претходните одговори зборувавте за тоа како нели организмот подобро да ги прими сите тие витамини. Тука би далеле некакви примери и некоја еве сега и храна, не само суплементи, која што би помогнала во целиот тој процес. Така. До некаде може да помогне консумацијата на риба, да речеме, и рибини масла. Меѓутоа проблемот таму е тоа што не може да точно да ја знаеме дозата која е и не можеме да бидеме многу прецизно свесни колку ава доза земаме. А бидејќи пресериозно е прашањето за витаминот Д, просто не можеме да се ослониме на таква несигурна примена. Значи мораме да имаме многу појасно земање, да речеме кое што потсеќа на фармаколошко земање, на број на интернационални единици во тек на ден. И сега тие тргнуваат некаде од 400, доколку сме сигурни дека имаме добри нивоа на витамин Д, од некаде од 400 па до 1000 единици, да речеме, како за генерална популација, од една до друга земја и од едно до друго здружение стручно се разликуваат. Меѓутоа, науката покажува дека и многу поголеми од овие нивоа на земање на витамин Д не даваат негативни ефекти врз нашето здравје. Пак ќе се навратам на суштината, има повеќе начини, има капки, има спрејови, има таблети. Значи витаминот Д може да се земе на многу начини и сите тие се генерално ефтини. Битно е да се знае дека доколку постои сомнеш, најважно е да се мери. Значи, мерењето ќе го направите еднаш во сезоната и тоа е тоа. Значи, не е ни тоа некој голем трошок, но ќе добиете представа за тоа, едноставно после парите нема да ги дадете да се лекувате од горно-респираторни инфекции, од грипови, од такви работи. Дотолку е јасна науката дека ако го качите нивото на витамин Д, имунитетот се зајакнува. Ќе бидат нештата подобри, убав совет, како што кажавте самиот, посебно во студените денови, периодите од годината кога немаме толку сонце, да обрнеме внимание, можеби тоа, недостатокот на витамин Д на нашиот организам му прави проблем. Имаме уште неколку минути до крај, ги спомнавме и витамините од групата Б. Честопати кога имаме и некои најмали проблеми со нашето здравје, тука се споменува например кожа, ако зборуваме за женски свет, коса, ногти и така натаму, се споменуваат тие витамини, но како и да е нормално, како и сите останати, тие ни се потребни, што е со нив и нивниот внес, пред се колку имаме можност преку храната да ги внесуваме, а какви си можностите во вид на додаток. Речи си, Б витамините, како што кажавте, се изворедно важни, тоа е една поголема групација на витамини и тие се изворедно корисни за нашето здравје, имаат суштинско влијание за нашето добро здравје и му требаат на нашето тело на дневна основа, најголем дел од нив. Дури толку силно е влијанието на некој од нив што кога се земаат во малку поголеми дози, имаат така наречен терапевтски ефект. Ако конкретно зборуваме за ниацинот, можеме, например, при покачен крвен притисок, при нарушени триглицериди или други липиди во крвта, малку поголеми дози, дадени под надзор медицински се разбира, имаат ефект како да се дава лек. Значи, толку силно може да влијае. Од сите нив, еден е, да речеме, најпроблематичен или најлесно може да дојде до негов недостаток, тоа е витаминот B12. B12 дури човек и кога јаде месо и млечни производи, општо месо кога користи, и тогаш дури може да се случи да има недостаток, а дотолку повеќе кај луѓе кои што поретко внесуваат месо или не јадат воопшто, или јадат спорадично, кај нив особено треба да се внимава на нивото на витамин B12. B12 има изворедно важна улога во нашето тело, пролонгиран период на неземање, води до сериозни состојби, до болести. Важно е да се каже дека тој не го создава нашето тело, не го создаваат ниту животните, го создаваат микроорганизми, бактерии, па на тој начин, бидејќи ние сега денеска храната за среќа ни е многу чиста, не сме изложени толку многу на такви извори. Но доколку човек пие, да речеме, изворска вода, чиста микробиолошки, таму би имало некакви дози на витамин B12 кои што сега едноставно ги нема.
За да бидеме на сигурно, и витаминот B12 заедно со витаминот D спаѓа во тие кои што по мое убедување еднаш годишно би требало да се проверат, за да сме сигурни до кај се нивоата, особено ако ретко консумираме месо, и откако ќе се утврди, после има пак убави начини, едноставни начини, дали преку таблети, дали преку инјекции во конкретниот случај кај витамин B12, тие нивоа да се кренат. Но, како што кажавте, и овој витамин, и останатите од Б комплексот се клучни за нашето здравје и не треба да ризикуваме со нив. Не треба да ги занемаруваме, да. Ни истекува полека времето за разговор, затоа сакам накратко и сосема за крај. Како заклучок, витамините во форма на додатоци на исхраната се нешто кое што треба да го земаме на своја рака и според лични убедувања и заклучоци, или сепак треба да сватиме оваа тема сериозно и секогаш да ги консултираме стручните лица? За ова треба совет со стручно лице, тоа е моето длабоко убедување. Ако е витамин D и витамин B12, дури треба и мерење, за да бидеме најасно што даваме, но 5 овошја на ден или зеленчуци, 5 парчиња, 5 на ден како што ги нарекуваат, ќе не стават во една ситуација да не се грижиме премногу за овие состојби. Во една подобра позиција. Ви благодарам многу за секогаш убавите совети кои што ги споделувате со нашите гледачи на некоја нова супер тема. Ќе се видиме наскоро во Македонија денес. Ви благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш. Беше тоа доктор Митов и советите кои што денеска беа поврзани со внесот на витамини во нашиот организам, со посебен акцент кога тие се во форма на додатоци на нашата исхрана. Ова беше и последниот разговор, но пред сосема да се одјавиме од денешното издание на Македонија денес, тука е и спортот, да погледнеме што е актуелно во светот на спортот и во Македонија, а и на меѓународната спортска сцена.